Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски и директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски денеска остварија средба со градоначалникот на Кочани Николче Илиев, при што е разговарано за тековни и нови проекти, како и за можностите за нивна реализација. По средбата тие извршија увид во реализацијата на проектите финансирани со средства од агенцијата преку програмата за рурален развој. Прво ја посетија деновива асфалтираната улица Ангелсова, која што е прв дел од сообраќајното поврзување помеѓу Оризари и Кочани, каде се сретна и со граѓани кои живеат тука. Средствата со кои што е изградена оваа улица се токму од Министерството за земјоделие, односно од Агенцијата за поддршка и развој на руралниот дел. И на вистина, јас денеска ја искажав мојата благодарност како од моје име, така и од името на граѓаните на општина Кочани, односно граѓаните на Оризари, кои на вистина со овој пат добија многу, заради тоа што ова, како што кажуваат луѓето, дека е еден од најстарите патишта по кој што бил врска помеѓу Кочани и Оризари, и денеска на вистина ова делница која што е завршена значи многу за развојот, односно поврзувањето на помеѓу Кочани и Оризари. Ова е само првата делница, понатаму продолжуваме и со вториот дел во наредната година, влезене во буџетот и ќе го довршиме овој дел од Енгелсова, што значи дека ќе имаме ваква квалитетно поврзување на Оризари со Кочани. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски го истакна значењето на оваа улица за овдешното население, како и заложбите на владата за рамномерен развој на сите региони во државата. Еве денеска во посета на општината Кочани и посета на селото Оризари можевме да видиме како од една, да кажем, само 3 метри широка улица се прави еден модерен, односно 6 метри широк пат асфалтиран со тротоари. Она што мене, јас се воодушевив и наидов на мештани кои што се презадоволни од ова. Директорот на Агенцијата за руралниот развој Бабовски информираше за инвестираните средства во овој, како и во сите други проекти во овој дел од општина Кочани. Денеска овде гледаме како забрзано се работи, значи на проектот кој што ги опфаќа патот од населеното место градче до Кочани и улицата во Оризари, значи тоа негде 2 километри проект каде што ќе се стави нов асфалт, и овај грант за овој проект само изнесува 15,4 милиони денари од страна на агенцијата, односно од буџетот на владата на Република Северна Македонија. Ни следат уште други 3 проекти, бидејќи општина Кочани е една од ретките општини која што настапи со добри проекти пред агенцијата, доби 3 проекти, самата општина и уште еден проект кој што ќе се реализира до населбата Бела вода до манастирот, Добра вода до манастирот Пресвета Богородица. Тоа е преку планскиот регион, така да во овој регион, односно во делот на општина Кочани ќе се инвестираат, односно ќе се додели грант вкупно износ од 46 милиони денари. Жителите на Оризари се задоволни што за прв пат добиваат асфалт на оваа улица и посакуваат што побрзо асфалтирање на втората фаза до Кочани. Па многу е значаен овој пат што го досега направија, негде околу 80% ќе заминуваат од ова страна на асфалтот. До сега кал до колена, снег до колена исто, така да кој врне, ни со кола сме могли да заминеме, едва и пешки. Поминуваме и напред, ама не беше асфалт. Беше камење и кал. Да. Тука на превар, таа се вика Оризарски пат, Пазарски пат. Пазарски пат се вика. Тоа значи на време од таро време, од пресека, од цера, тука се со коње, со поминува за на пазар и се враќаа тој пат. А сега многу значи за овоа што е тука направен, што го направија, многу значи за сите, не само за цело Оризари. Од Оризари, потоа групата го посети патниот правец кој ги поврзува Усова чешма со патот кон градче кој е во изградба.